Денес сме собрани да одбележиме неделата на грижа на стари лица, недела која не подсетува дека хуманоста, вниманието и почитот кон постарите генерации се темели на едно зрело и здраво општество. Како директор на овој дом ми представува особена чест да се обратам на овој значаен настан. Во нашиот дом се стремиме да создадеме средина исполнета со топлина, достоинство и грижа. Секој наш штитеник заслужува место каде што ќе се чувствува безбедно, почитувано и вреднувано. Но за да постигнеме тоа, потребна ни е поддршка. Поддршка што денес со гордост ја истакнуваме. Голема благодарност упатувам до локалната самоуправа на општина Прилеп за обезбедената субвенција во висина од 3.100.000 денари, со која набавивме современа опрема што ја олеснува нашата работа во различни аспекти, од техничката поддршка до подобрување на функционирањето на сервисите кои секојдневно се користат од нашите корисници. Имено, набавени се современи индустријски машини, од кои перална, сушара, машина за чистење, ходници, правосмукалка, електричен казан за подготовка на храна, фрижидер, машина за миење садови, саламорезница, како и мини трактор косилица. Ова инвестиција е вложување во подобра грижа, поголема ефикасност и повисоки стандарди. Сакам искрено да се заблагодарам и на општествено одговорната кампанија Кромберт и Шуберт Битола, која несебично донираше опрема за нашата куња од ситен инвентар до индустријски машини. Оваа донација значајно ќе го подобри процесот на подготовка на храна, ќе го олесни трудот на нашите вработени и ќе придонесе за подобар квалитет за секојдневните оброци за нашите корисници. Исто така, сакам да најавам, во завршна фаза е системот за противпожарна заштита на домот, проект кој чини од околу 2 милиони денари и за кој се обезбедени средства од буџетот на домот. Со ово дополнително се подигнува безбедноста на корисниците на повисоко ниво. Нашата мисија е јасна, да обезбедиме достоинствен живот и професионална грижа за секој наш корисник. Со ваквата поддршка верувам дека чекор по чекор создаваме подобри услови, подобра иднина. Ви благодарам што сте дел од овој ден и што ја споделувате нашата визија за хумано и одговорно општество. Благодарам. Каков е капацитетот на домот? Од каде се имате штитеници и исполнетост и колку се чека? Зависно од потребите, значи и од пациентите, имаме листа на чекање од околу 10 до 20. Имаме листа на чекање, бидејќи капацитетот е 150 легла, од кои е исполнет. Штитеници од каде? Штитеници имаме од целата држава, значи и од преку центрите за социјална работа исто така имаме штитеници, изгрижено исто така од целата држава. 150, да. Исполнет капацитет. Добро, би сакал да искористам приликава да посакам успех, да не биде само одбележување и давање важност на овие луѓе штитениците во јавната општинска установа Старски дом Киро Крстевски платник токму во оваа недела кога се одбележува како начелно недела за грижа на старите луѓе, туку да биде секојдневна како и што се заложбите на оваа установа која што е во рамките на локалната самоуправа. Учеститам на раководството еве за добиените средства од локалната самоуправа и за спроведувањето на овие средства во подобрување на квалитетот на живот на штитениците. Најавувам онака како што беше и во програмата дека исклучително внимание ќе посветуваме на луѓето во третата доба. Еден од сегментите е овој, домот за стари лица. Продолжуваме и понатаму веќе во завршна фаза и ќе се отвори активниот центар, односно центарот за активно старење во местната заедница РИД и така натаму, значи целосно посветеност на локалната самоуправа во подобрување на квалитетот на живот на луѓето во третата доба.
честитам уште еднаш за неделата и за успешно спроведената акција, односно за подобрувањето на квалитетот на живот на штитениците и, како што спомнав, одиме чекор по чекор, но само напред. Ајде, што значи тоа напред? Во 30 места, до 30 штитеници, нема каде да најде места и сега што понатаму за развојот на овој објект. Токму така, сме во фаза на креирање на буџетот за 2026, сме во преговори со Министерството за социјална политика, демографија и млади да го подобриме и буџетот кој што стигнува, затоа што е заедничка надлежност, затоа е јавна општинска установа, не е само на локалната самоуправа и се што може да се искористи од општествено одговорните компании и да се зголеми капацитетот на домот за стари лица, но и да се подобрат условите во кои што старите лица згрижени како штитеници овде би живееле и го поминувале нивното секојдневие се додека се тука штитеници. Дали можеме ќе се работи на привлекување на инвеститори кои што сакаат да вложат во приватни вакви домови? Па да, имаше една иницијатива уште од минатото за отварање на приватни домови за згрижување на стари лица. До сега, од кога сум градоначалник, не стигнала иницијатива, но во секој случај би направиле се што можеме и во рамките на надлежностите на локалната самоуправа за да овозможиме локации да се изгради таков дом, затоа што е на вистина потребно. И по ова што го слушнав, дека на вистина не бев информиран, има листа на чекање на штитеници и уште една важна работа е затоа што овој старски дом не е ограничен само на жителите на општина Прилеп, туку имаме штитеници од цела Македонија, наму каде што ќе се најде место, има обврска согласно законите тие истите луѓе да бидат прифатени од домовите. Значи, паралелно треба да се оди и на зголемување на капацитетите, меѓутоа треба да се оди и на ова, како прашање вие што го отворивте, да се отворат согласно и позитивните искуства од другите општини, дека има и приватни кои што добро функционираат и работат и навистина како држава заради демографските прилики во кои што живееме, мора да размислуваме во таа насока да ги зголемуваме капацитетите каде возрастните луѓе би биле згрижени, односно би биле свој катче за живење.